Здраво на сите. Добре дојдовте во првиот подкаст од серијалот на подкасти кој што го носи насловот Джезот денес. Овој серијал има за цел да ја представи македонската џез сцена, односно им даде простор на македонските џез музичари да зборуваат за своите музички достигнувања, патот по кој што поминале за да бидат ова што се денес, за она што ги натерало да творат токму во овој правец. Би се осврнале на важноста на џез музиката во денешницата, односно на тоа зошто е важно да зборуваме и да ставиме акцент на џезот во 21. век. За сето ова, денес зборувам со Алекс Секоловски. Здраво! Здраво! Како прво сакам да ти благодарам за поканата и ти представува задоволство и чест да бидам гостин во ова ваше прво издание за џез музиката и музичарите. Исто и мене ми представува голема чест и задоволство што токму вие сте мојот прв гостин. На почеток би сакала да ве прашам едно прашање кое всушност се состои од две прашања, а тоа се како се појави желбата и љубовта за инструментот кој го свирите денес и исто така како се појави љубовта кон џез музиката која денес всушност го отсликува вашиот музички пат и кариера? Па да бидам искрен, јас од кога знам за себе си моето постоење, идејата да свирам инструмент тапани, значи од кога сум роден, од кога мојата меморија почнува да функционира, јас само памтам дека сум взел палици во раце и толку беше приказката. Значи, кај мене ништо не се појавило спонтано или под инфлуенца на нешто, него мојата цел, мојата улога и функција кога дојдов на оваа планета беше да свирам тапани. Уствари тоа е мојата мисија, која јас ја носам и ја правам и се надевам ќе ја правам додека сум жив. Датира некаде од кога памтам за себе си 3-4 години. Мајка ми купи еден добош, играчка, и јас само го ставив околу мене, ги седов палиците и излегов во местото каде што сум расен во Битола и се свирев и ги ознемирвав комшиите. И од тогаш кога почнав, не застанав до ден денешен да свирам. Значи, тоа ми беше мене таа мисија како тапанер или како музичар да го живеам овој живот. А второто прашање беше од каде желбата за џез музиката? Така? Да. Значи, јас како и секој нормален тинеџер кога почнувавме во тоа време немаше инструменти, немаше ништо, беше многу тешко, одевме по гаражи, луѓе што имаа инструменти, па се собиравме, па делевме гаражи, па јас започнав со рок-н-рол музика во далечната 1988 година, свирејќи со групата Орион по старите сигурно ја знаат, тоа беше heavy metal група, агресивна музика, и го правев тоа долго време, свирев, потоа свирев со сите локални можни групи од Битола, Чоканче, Сатан Хорд, Homo Sapiens, многу беа, не се ни сеќавам колку имиња беа на групи. И сето тоа траеше еден период и кога еден ден на Скопскиот џез фестивал, мислам дека пошто на третиот канал на македонската телевизија, тогаш беа само 3, имаше џез на екранот една емисија која не оди години, веќе не постои или не знам зошто ја нема. Имаше концерт на еден познат тапанер, кој се вика Paul Motion, тој беше гостин, свира, не се сеќавам точно со која екипа. И јас кога го видов тоа, викам, ова е грешка, ова не знае да свири, види како свири однопаку. Како се е извртено и како не е точно. И викам, али ова нешто мора да значи, не е можно до толку луд да е да свири како не треба. И од таа искра, од тој момент, јас, бидејќи мојата мисија, пак ќе кажам, да
да истражувам, да учам и да осознавам нови хоризонти, нови музички форми. Од тој момент почнав полека да се интересирам за джезот. Мислам дека Бранко од Фолтин, пејачот на групата Фолтин, тоа бевме ние едно големо друштво во градот, сите се знаевме меѓусебно. Мислам, не сум сигурен дали тој или некој од Фолтин, може Оли, не се сеќавам, имавме некој плочи джез или перо джезерот, не знам точно, се вртеа неколку плочи во градот и се сеќавам прва плоча која имав беше Thelonious Monk, I Love Jazz компилацијата. Тогаш имавме грамофони дома и така, само ќе ја пуштев плочата и слушав over, значи нон-стоп, едно за друго. Поема немав што се дешава во музиката, али се трудев да дознам што се дешава. И тоа беше првата моја, така наречена, интродукција или запознавање со джезот. Па потоа слушав дека има школа во Америка која се вика Беркли, таму се изучува джез, па бев многу љубопитен, па конкурирав таму, па пратив соло свирење на тапани, па добив стипендија, па не можев да одам, па имаше санкции, па компликација. Ние сме една генерација која е како се вика потрошена на тие транзиции. Ние сме едни големи доктори на наука за транзиција и ние ги поминавме сите тие тешки моменти низ кои врвеше општеството. И немав друг начин освен да одам негде близко каде што може финансиски да си приуштам да учам, а тоа беше Бугарија имаше одсек за така наречени популарни, не популарни жанрови, тоа беше поп музика и джез. Значи катедрата нивна постоеше од 1956 година негде и имаа доста добар естаблишмент во тој поглед, за разлика од кај нас, каде што само се негуваше класичната музика и можеби некои етностилови. Така да ја завршив таму и завршив Бугарија, магистрија и така. Многу голема приказна. Да, додека го спомнавте периодот на вашето студирање, би сакала да ве прашам токму тоа за времето поминато на таму и што ви оставило најголем впечаток како професор, односно вие како професор, дали пристапот на менторите во Бугарија и на Беркли е ист како денес нашите ментори што на младите генерации ни го пружаат сето нивно знаење? Па, да бидам искрен, во Бугарија концептот на учење беше поделен на два сегменти. Значи, ние како студенти по музика моравме во првите 2 години да изучуваме паралелно области од класичната музика. Моравме да изучуваме музички форми, моравме да изучуваме полифонија, моравме да изучуваме класична хармонија, класичен солфеж. Се извинувам. И тоа не беше, за мене не беше многу лесно. Значи, јас во првите 2 години имав доста потешкоти да се адаптирам на тој систем, на таа форма на изучување. Паралелно се учеше и джез. Значи, во прашање на подкованост на студентот беше многу одлична академијата. Се разбира, класичните професори беа многу строги, пошто голем дел од нив имаа завршено во Москва, во Русија, на класични Чајковски, не знам, класични конзерваториуми, беа многу добри изведувачи, али беа многу строги ментори. Значи, класиката ни беше смрт секој пат кога имавме. Специјално хармонија, солфеж, тие беа многу незгодни професори. За разлика од нив, джез професорите или професорите по джез музика беа многу отворени, како што се денес сите ние, како сме и како се помладите професори, тоа е од современото време, од слободниот пристап на музиката. Значи не бараше толку многу ограничување таа музика, бараше слобода и
слободна мисла на израз, значи главната цел на нивното, како се вика, менторство беше да те ослободат од предрасудите и системот кој го налага класичната музика, да бидеш малку послободен, дали. Иначе периодот во Бугарија беше еден од најубавите, бидејќи спонтаноста, начинот на кој ние студентите учевме, имаше многу кабинети каде што ние свиревме. Јас се сеќавам дека 4 години док бев на факултет, од 9 сабајле до 9 вечер бев на факултет секој ден. Значи немав промашен ден. Значи може да замислите вие во тие години сакате да уживате, да се прошетате, да се дружите, нели? Јас станував секој сабајле, патував сат време до академија и седев цел ден таму. И во тоа време, јас, да речеме, имаше кабинет за тапање, јас таму вежбав и ќе дојдеше некој со контрабас, па ќе дојдеше некој со тромбон, па со саксофон, па некој трубач, па пианист, па ќе си оди тој, па ќе дојде друг. И така цело време идеа. И ние само свиревме стандарди. Само свиревме. Немавме појма како се свири то, дека има систем ваков, систем онаков. И мислам дека тоа допринесе многу за после, кога веќе влегваш во професионалните води и почнуваш да свириш джез по клубови, по концерти или било што, да се појави таа меморија која си ја гаел во текот на студирањето. Беше одлично, не знам, таму ги почнав првите почетоци свирејќи со Big Band, од школото, имаше многу активно, значи свирење секој ден. После првата година почнав многу да настапувам во Бугарија, почнав да добивам покани од сите можни артисти, толку беа отворени, значи немаше никаква политика, беше се многу кул. Работев неколку години во познатото шоу Канале, тоа е овај Слави Трифонов, националистот кој денес прави најмногу проблеми с Македонија и Бугарија. И бев супер, свирев турнеи, свирев по Русија, Унгарија, секаде, нон-стоп. Имав многу работа во Бугарија, стекнав еден голем капацитет на израз музички и си поминав супер. Еден момент толку многу ми досади што веќе не можев да функционирам таму, сакав да ја сменам средината. Иначе беа многу кул. Јас кога бев веќе 4-та година, мислам, веќе ме поканија да бидам асистент на академијата и работев асистент. После кога магистрирав бев редовно таму и кога магистрирав ми понудија да влезам асистент професор. Меѓутоа јас се вратив во Битола и 6 месеци спиев од уморот кој го акумулирав во претходните 5 години и не можев да се вратам во нормалот, што бев преизморен и преисцрпен. Имам јас доста приказни до. Да. Ме интересира, сакам да поразговараме малку за почетоците на музичката кариера надвор од рамките на универзитетот. Што мислите дека е пресудно како еден млад музичар кој што завршил со неговото формално образование да покаже и да отстапи од сето она што се сервира во неговата бранша? Ова прашање е стварно најтешко и најболно, да кажеме. Пред да се запишам јас на факултет, мислам не постоеше сила која може да ме одврати мене да застанам и да не продолжам да свирам тапани, тоа беше невозможно. Пошто јас друго не знам да правам. Тоа ми е единствената дарба. И се сеќавам, мајка ми еден ден имаше еден пријател на работа кај неа и тој вика, еве го човекот, вика, што има завршено музика, некој инструмент, тој ќе ти каже дали е паметно да учиш или не. Не, јас никогаш немав проблем од мајка ми или од родителите, никогаш, значи, да не ме разберете грешно. И тој мене ми кажа, ако ти рече одиш во музика да учиш, тоа ќе биде најголемата грешка, ти ќе немаш пари за леп, тоа ќе биде страшно. И, мислам, на еден начин ме уплаши, меѓутоа викам јас, зошто би го слушал него, нали? Таа судбина е од некој друг човек, не е моја судбина. Многу е тешко прашањето, значи
ако правам споредба, пошто јас сум бил на повеќе места. Македонија, Бугарија учев, патував доста, после тоа живеевме некој период во Италија, во Рим со сопругата, па после дојдовме во Канада. Значи можам да ги споредам тие места на каде што јас сум бил присутен. Можам да ви кажам дека секоја земја има различен систем на снаоѓање. Не се работи за тоа колку пари ќе добиеш или како ќе се поставиш во општеството. Важно е да веруваш во себе и да не се откажуваш никогаш. Пошто мојата идеја беше да научам и само тоа ме интересираше и само да одам напред и да истражувам и да учам и да не знам. Тоа се носи многу мака. Кај нас во Македонија уште има еден таков систем, гледај да завршиш, да те пикнат некаде во филхармонија, во ова, она, да си земаш паричка и да ти биде окей. Значи во тој сегмент ти ниту свириш, ниту си ја сакаш професијата, а бога ми ниту заработваш некои пари. Така, значи тоа за мене е промашена инвестиција. Апсолутно. Значи ние тука зборуваме за љубов спрема инструментот и музиката и за финансиска гледна точка од друга страна. Никогаш тие не одат заедно. Никогаш не одат заедно. Значи ако ти ја сакаш таа музика, ако го сакаш тој инструмент, нема да постојат оние клишеа, мора да знаеш да се вработиш, мора вака, мора така, не мора ништо да се прави. Значи не мора да се прави. Тоа зависи од секоја индивидуа. Значи ако ти стартуваш од моментот мислејќи дека треба да направиш многу пари, тогаш едноставно оди во некоја бизнис фирма и чекај позиција да одиш шеф, CEO, не знам што и да е. Нема да се занимаваш со музика. Да. Мислам дека бев јасен, така? Да, дефинитивно. Како музичар кој што има остварено многу соработки, има снимано многу албуми, има снимано наменска музика, би сакала да прашам дали и колку е тешко да се најдат вистинските соработници за остварената замисла? Пак, многу тешко прашање. Правите луѓе најтешко се наоѓаат. Луѓето со кои што можеш да твориш музика е стварно, како се вика, да добиеш лото. Затоа што јас сум имал многу соработки и во многу пати сум се прашал себе зошто јас морам ова да го трпам со некој, да се занимавам и да правам нешто што неќам да го правам, или зошто морам овој да го трпам со различно размислување од моето и со неточно размислување. Али и од тоа сум научил нешто позитивно. Значи, од секоја работа која ти доаѓа на патот, учиш нешто. За да понатаму станеш подобар. Значи, како викат, проблемите се тука за да ти докажеш колку си добар во решавањето. Значи, тоа е мото кој треба секој да го има, а не да кажеш ова е проблем сега и не може да се реши. Значи, тоа е така како предизвик треба човек да го гледа и да види дека од било која работа која ти доаѓа на патот можеш да излечиш добар бенефит или заклучок, или за следниот пат знаеш како да го избегнеш тоа, како да бидеш попаметен, како да бидеш попрецизен. Целиот тој процес е исто како да јас кога дојдов во Канада, пример, видов дека групите функционираат како една фирма, како една фабрика. Значи, секој има одговорност, секој не може да правиш ти што сакаш. Значи, тоа е сериозна установа и сериозно е покриена после тоа финансиски. Значи, не е така на мајтап како кај нас или не знам, барем јас не го видов толку професионално кај нас. Зборам за групи сериозни, бендови сериозни. Да кажеме, ако јас имам пријатели тука доста познати кои свират со големи имиња. Да кажеме, имам еден пријател тука, Тапанер, кој е исто во оваа област кај што имам јас студио. Тој свиреше со Нели Фуртадо, познатата пејачка, свиреше со многу големи имиња, со Доктор Дре, со Джастин Тимберлейк и така дале. И во една прилика ми кажа дека бил бекап
да панер за канадската група Nickelback. Не знам дали си чула, сигурно си чула. Да. И јас викам, како бекап? Па викам, мора да има бекап, ако не дай Боже се деси нешто да тие има турнеја, да кажеме, од 2 години низ целиот свет, свират, нели? И сега, ако се деси нешто да панерот да се разболи, да добие тровање, да не знам шо, значи ова дете е секој пат спремно 24/7 да покрие кај треба. И добива финансиско покритие за тоа. Значи, тој треба да е available 24/7, да речеме, во овој период, и не го плаќаат да го чека тоа. Значи, тоа ти ја кажува сериозноста колку голем проект е тоа. Така? Да. Далеку сме ние од тие работи. Далеку сме, пошто ние сме една мала земја која има бесконечно интелигентни и талентирани деца. Значи, тоа јас не знам, не сум го видел нигде да има толку некоја држава, толку многу таленти и толку многу надарени деца да свират, а во исто време толку луди. Дефинитивно. Би сакала да ве прашам, вие сте еден од иницијаторите за отварање на джез одделот на Музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Би сакала да поразговараме малку околу тоа, како дојде до таа иницијатива, како дојде до таа идеја? Па да бидам искрен, јас многу не се сеќавам точно како беше целата работа. Јас тој период живеевме ние во Италија, во Рим, и добив телефонски повик од Тони Китановски, беше негде август месец, мислам дека беше, и вика да дојдиш, има шанса да се отвори тука, да отвориме катедра за джез. И јас му викам, не се враќам јас во Македонија, не ме интересира тоа. И после тоа пак ми се јави и вика, дојде, мора да пробаме. Викам, окей, ајде, добро, ќе дојдам. И септември месец 2007 година, мислам дека беше, бевме јас, Тони Китановски, Гоце Мицанов, Илија Пеовски и не знам дали Владо беше, Николов исто, 5 луѓе. И ние почнавме прво да даваме, не зборам за класичниот дел, за етно и за теоретскиот кој си беа таму, јас нема појма што се дешава тогаш таму, тоа си беше исто како нас, тие си беа многу подобро организирани и си беа супер екипа собрана, си функционираа, тие беа одделно од нас, не знам точно кај имаја часови, немаше зграда уште, ние ги дававме часовите во Ацо Шопов, мислам дека се викаше домот, Макферска што се држи, така? Да. Таму ги дававме часовите и таму почнавме полека. Значи, јас се појавив таму, со Тони бевме, дојдеа веднаш 20 студенти, едниот беше Славчо од Веле, Славчо Коцев, сигурно го знаете. Да. И вториот беше Сашко Костов, познатиот наш музичар, Сашко Костов. И тие двајца ми беа први студенти и така тргнавме ние полека, па сите настави се држеа таму, имавме интересни предмети и така си тргна таа иницијатива, имаше многу голем интерес, значи првата генерација беше одлична, имаше многу голем интерес за учење, тогаш така почна да се шири муабет дека се отвори катедра, па луѓе од секаде се јавува, беше стварно многу добро. И после, не се сеќавам точно дали втората или третата година, се преселивме во новата зграда, која тогаш ректорот Саша Митрев ја поможи и беше доста многу, како се вика, позитивен за таа работа. И така, полека, после тоа почна да идат други деца да предават и па имаше хонорарци и така. Многу време помина, скоро 14-15 години од која се направи тоа, така? Да. Како што спомнав, вие сте музичар кој што има стварно многу соработки, читајќи вашата биографија. Навистина има многу што да се каже. Ме интересира од сите тие соработки, која соработка ви представува така особено од големо значење? Која соработка ви представува особено драга, што сте ја
што сте имале прилика да ја остварите? Ова прашање саме потсеќа на прашањата од компаниите што ме спонзорираат мене што свирам тапани сега и јас ќе го пратиш резимето за ќе ми кажеш некој, ајде вика аплицирај тука, ќе добиеш, има заинтересирани да ти дадат ваква и таква ендорсмент. Јас викам, окей, добра, ќе му го пуштам резимето и пуштам резиме и после тоа доаѓа прашалник и вика набројте ги вашите 3 омилени албуми кои мислите дека најдобро сте ги отсвиреле. Тоа е како да прашаш кој од твоите 2 деца ги имаш и го сакаш повеќе и кој ти е помило. Нали, без навреда, без не со предиспозиција да навредам некој, не. Секоја една соработка ми е специјално добра, секоја соработка има и позитивни и негативни страни. Меѓутоа јас би потенцирал дека моите луѓе со кои јас постојано работев, со Тони Китановски, професорот декан сега веќе што и да е по Штип, ми беше, ние свиревме со него не знам колку години, веќе јас да не претерам 15 години, може и повеќе. Бевме нон-стоп по цел свет. Васил Хаджиманов исто триото ми е специјално драго, бидејќи тоа беше специјален проект. Свирењето со Васил ми беше секој пат омилено. Професорот Мицанов исто така ми беше врв во свирењето. Сите проекти ми биле драги. Љубој на проектот ми беше исто многу, свиревме по целиот свет турнеи, снимавме кој друг. Сите проекти од Македонија се ми беше драго. Специјално некако не би изборал нешто, пошто јас мислам дека ако сум свирал джез со најдобрите. Ако сум свирал поп музика, сум правил поп музика со најдобрите. За мене. Значи сите проекти кога ќе ги ставите во еден кош ми изгледаат како драги и ми се драги. Мада сум имал и непријатни моменти, нормално. Али учам од тоа и гледам во еднината и во некој нареден проект да ги избегнувам тие што ќе ги намирисам дека не се добри за мене. Да. Додека сме кај соработката со Васил Хаджиманов, морам да споменам дека минатото лето на фестивалот на Саша Поповски Джез Фабрика фестивал, јас бев таму и ве гледав, ви го гледав вашиот настап и додека сме кај Джез фестивалите, би сакала да ве прашам, зашто исто така имате остварено многу соработки, а и сте биле на многу места и сте виделе многу различни пристапи на джез музиката, секоја земја си има свој пристап и негување кон овој стил. Би сакала да ве прашам дали македонската джез сцена и джез фестивалите во Македонија можат конечно после толку време да се стават на приближно ниво со светската сцена. Значи, една работа е многу добра, затоа што изникнаа джез фестивали како печурка низ секој град. Тоа не е за негирање, тоа е за поздрав, бидејќи тоа е љубовта на луѓето кон музиката. Јас джезот не го сматрам како джез специјално, ќе искористам таа изрека на Дюк Елингтон која вика музика на човечкиот род. Значи, многу е важно да се пристапи кон тоа како музика, не специјално како джез, пошто денес во джезот има најѓубре музика, тоа е лично моје лиснење, бидејќи кој стигна свири се и свашта и генерално се копи-пейст работите. Значи, правите вредности некако како да се промакнуваат. Такво е времето, таков е мејнстримот. Може би сум грешка, не знам. Не се замарам многу со тоа напоследно. Джез фестивалите, еве да кажам на Сашо фестивалот Jazz Factory, можам да ви кажам дека перфектно организиран. Дури и сум изненаден до тој степен да Сашо ми се јави мене кога беше 2020, мислам, ковидот кога беше, вика кога ќе доаѓаш во Македонија? Викам не знам дали ќе доаѓам, треба да доаѓам да ја видам мајка ми.
после тоа вика можно е да доаѓам јуни, јули или што знам како. И тој вика добро, јас ќе го преместам фестивалот во јуни за да свирите со Васил. Значи можеш од тоа да забележиш колку е сериозен и колку има почит спрема музиката и спрема работата. Значи тоа е за поздрав. Тоа е голема чест за музиката. Башка чест за мене што ја направи Сашо. Перфектно организиран, перфектно. Знаете, секоја година се со учење и со поминување на разни километри се учат правите вредности како треба фестивал да се прави. Оливер Белопета го прави тоа веќе години, значи Скопскиот джез фестивал е на светско ниво. Јас главното образование за джез музиката го учев преку Скопскиот джез фестивал. И му сум многу благодарен на Оливер Белопета што ни даде таа прилика да ги гледаме најголемите мајстори за без пари. На некој начин. Значи доаѓа Вейн Шортер, доаѓа, не знам, Хорасио Хернандес, доаѓа Дейв Холанд, милиони луѓе и сите ние ги гледаме најсовремените, најздравите музички имиња во моментот од светската сцена во Скопје. Тоа нигде го нема. Паралелно и другите джез фестивали во Македонија, тоа е една врста на отворен пат за младите музичари да свират и да учат и да создаваат музика. Значи јас кога растев немаше джез фестивали. Беше само Скопскиот джез фестивал и ние моравме специјално ќе ви кажам, јас кога се вратив од Бугарија, сцената во Скопје беше многу, како не знам кој збор да го искористам, имаше така наречен джез или не знам блуз, али немаше вистински джез. Имаше недостиг на дувачи, имаше недостиг немаше дувачи. Сите беа жичани инструменти. Киборд, гитара, многу малку беа дувачи. Секој си беше во своја жанра. Меѓутоа, ако се отвори джез школата во Штип, почнаа да се раѓаат кадри. Сега имате колку сакате саксофонисти, колку сакате трубачи, имате контрабасисти, имате бубљари, колку сакате се имате. Ние моравме јас, Тони Китановски, Оли Бејков, некојаш Сали Икономов, толку бевме луѓето. Ние свиревме секој петок во арт клубот на Масин и свиревме години, секој петок. Јас од тие свирки живеев во Скопје. Ние така ја правевме таа авангардна култна сцена, таму свиревме фри музика, да речем. Ние 2 пати во месецот свиревме фри. Дали може да замислиш да се свири фри музика и да дојдат луѓе и да уживаат во тоа? Значи фри концепт на фри джез да свириш ти, 3 сета фри джез. Значи колку имаше интерес и колку сето тоа беше отворено да се прави така. Па полека тргнаа после тоа да се прават и бендови и нормално джезот си доби свој тек. Меѓутоа беше многу интересен период. Пошто морам да го кажам ова, јас доаѓам од Битола. Имаше една страшна дискриминација измеѓу музичарите во Скопје и музичарите од околу. Имаше джез оркестар во Скопје. Ние бевме желни да одиме и да учиме. И тука јас ја гледам неголемата грешка. Значи јас тоа го видов во Бугарија. Имаше биг бенд. И ние како студенти од факултет одевме во биг бендот во националната телевизија и присуствувавме на проби. И на тие проби имавме шанса било кој, некој од нас да седне и да искуси да види. Кај нас македонскиот джез оркестар, та биг бенд телевизијата беше заклучен и ти не можеш да влезеш во телевизија да припариш на проба, затоа што си джез некаков, а тие се сите школовани музичари. Така наречени школовани, што имат лиценција, аз ги викам тие луѓе. И тие луѓе не оставија допир на младите музичари на мојата генерација да влези и да слуша и да учи веќе ако не е добра. Значи ти не можеш да стигнеш до телевизијата. Мене тоа себично понашање, или не знам како да го наречам, многу ми смета. Ми сметаше, сега е завршена приказна веќе. И заради тоа, мојата генерација и генерации до мојата генерација, кога јас и ние екипата почнавме да даваме часови и отворивме школа за джез, се отворија нови кадри. Мојата генерација и тие претходно, кои не стапнаа во биг бендот, ништо не научија. И затоа биг бендот се распадна.
паралелно што имаше финансиски проблеми или што ти ја знам, не ме интересира тоа. Не сакам да ја истакнам не погледот кон иднината. Треба да гледаш кон иднината, да излезеш малку од сопствените очи, да гледаш како другите го прават тоа. Да не си толку себичен, да не си толку затворен, дека околу тебе не се врти целиот свет. Ти не си најдобриот на светот. Ние мораме да се научиме дека не си ти прв во се. Македончето има проблем да биде секој пат прво во се и дека е најдобро во се и не знам од кај, мислам, балкански синдром, сите го имаат тоа. 24 сати да биде на телевизија и 24 сати да кажува колку е добар по новини и по сето тоа. А кој е успехот? Никој не е успехот. Успехот е да тие што ги лажиш околу тебе дека им му правиш филм дека си некој добар. Светот не работи така. Малце бев може би арогантен и безобразен, меѓутоа го зборам ова за да потикнам мисла кај генерациите кои доаѓаат, дека треба да бидат отворени. Јас мислам дека ова нова генерација, ваша, твоја генерација сега е многу по-искрена и по-фер и по-отворена, него мојата претходна генерација која беше најдобра и најсезнајна. Значи, ние мораме да се отвориме. Не можеме ние да мислиме дека светот се врти околу нас. Вие важите за ментор, професор кој на многу генерации бил можеби идол, а и ги поттикнал да бидат тоа што се денес. Би сакала јас вас да ве прашам кои беа вашите идоли на почетокот на вашата кариера, а можеби кои се идолите и до ден денес, дали истите си имаат сменето и кои биле тие личности кои вас ви важеле за стандард по кој вие треба да се надоградувате како музичар? Нормално, како секој еден млад музичар, јас сум имал идоли и сум ги пратил и сум ги слушал и ги слушам и ден денес. Меѓутоа, после тоа, во еден период стигнав до едно такво, не да кажам размислување, него до едно осознавање или не знам како да го речам, дека јас и тоа ги учев моите деца, пример, моите студенти, кои се генерации таму во Македонија и се сега топ свирачи најдобро котираат. Значи, секој пат гледав да го пренесам знаењето на тој начин да поможам многу повеќе од колку што се помага. Секој пат викав, значи, јас кога вие пратите еден идол и вас вие идол, го трошите времето, своето време на развиток, го трошите пратејќи некоја брза кола, некој, не знам, Порше или Ферари. И само викаш, ете го таму, го гледам сега, одам по него. И цело време ти ја пратиш таа кола, не знаеш дали ќе сврти лево, дали ќе сврти десно, но ти ја пратиш таа кола и таа е твој идол. Ти сакаш да ја имаш таа кола или да ја возиш таа кола или не знам од кои причини. И еден момент јас се уморив од тоа пратење. Се уморив, мислам, стигнав до момент кога не можам да предвидам што размислуваш ти како индивидуа и што е твоето следно нешто, нели? И дека целото време да пратиш некого ти е изгубено време. Значи, американците се многу прагматични и многу точно го систематизираат некој проблем и се стигнува до еден момент кога треба да се знае дека студентот кога се развива без разлика во која професија да функционира. Значи, систематскиот развиток на една персона, на една личност, тоа се состои од три сегменти. Значи, првиот сегмент е imitation, значи ти имитираш секое едно нешто што го гледаш, што го визуелно го гледаш, го слушаш, го осознаваш, исто така и во животот е. Значи, ти кога си дете го копираш некој родител или го копираш брат ти или
сестрата или било кој некој од твојата околина, нели? Imitation е првиот стадиум, тоа исто и во, ќе кажем пак, во музиката, а и во секоја друга професија. Второто е assimilation, кога ти веќе почнуваш да ги примаш работите и викаш, окей, добро, значи можам, не можам, гледам. Почнуваш полека да се будиш. И третиот стейдж, третото ниво е innovation, иновативност. Значи, кога ќе го имаш тој систем како тие луѓе се развиваат, да збораме за музиката. Значи, студент како студент. И ние денес, јас пример можам да ви кажам онма, јас знам луѓе кои од 20 години до 45 години свират исто. Значи, останале во фазата на imitation, фазата на почеток кога имитирале некого и си го потрошиле делот од животот копирајќи некого. Така? Значи 20 години тој почнал на 20 години свирил, станал на некој ниво и до 40-50 години тој свири исто. Значи негов не влегол во второто доба од развиток, него останал во првото. Така некој ќе заврши, ќе свири цел живот копија на некој. Меѓутоа животот е даден да ти осознаеш и видиш како нешто сам би го направил. Значи, правилниот развиток. Затоа секој пат викам, јас имам идоли кои сум ги сакал и ден денес ги сакам. Кога да ги слушам, се навраќам со насмевка и со топлина, која ќе си го пуштам Макс Роуч како свири теме во мојот идол. Јас викам, дали е можно? Толку добро, некој толку интелигентно да свири. Или други луѓе кои ми биле идоли. Меѓутоа, морам да напоменам и да кажам дека јас сум голем противник на тоа да бидеш да идолизираш некој до тој степен. Значи, можеш да го правиш тоа, али треба во еден период да прекинеш и да почнеш да се осознаваш сами од себе. Бидејќи ако не го направиш тоа, никогаш нема да видиш или ајде пак ќе го искористам зборот, да осознаеш на што се си способен да искреираш и да створиш. Би сакала да ви поставам лично прашање, а тоа е со оглед на тоа дека сте повеќе од 30 години градите кариера и сте на музичката сцена. Би сакала да ве прашам во кој период сте се почувствувале особено горди на целото посветено време, на работа, на труд, на вежбање кое што сте го посветиле за да бидете ова што сте денес, односно кога сте рекле на вистина дека вредело сето тоа кон кое што сте се стремеле? Да одговорам позитивно, да кажеме на ова работа, кога, не знам, јас влегвам во касни 40 години и сега веќе почнувам да осознавам и да видам колку сум створил, како сум створил, колку сум вложил за ова музика и можам да кажам, последното време вака почнувам веќе да мислам на самиот себе, пошто сум на некоја прескртница, да викам дали направив добро, дали не направив добро. Меѓутоа јас никогаш не ги ставам на канта работите, јас секој пат викам добро е. И да е лошо викам добро е, одиме напред. Значи, ако ме прашате за горд на тоа што го направив, сега можам да кажам во последните години веќе се осеќам дека кога сум морал да направам, да речеме, сега короната кога беше, јас има повеќе онлайн работа него во живо и имав доста време да бидам со децата дома и не знам кој ми рече, вика, давај да направиме, да сумаризираме, да ставиме се што имаш направено, да направиме еден вебсайт, да направиме портфолио. Јас немав никаков документ за себе. Значи ни вебсайт, ни ништо. Значи мене не ми значило тоа. И кога се составував листата, да речеме колку албуми сум снимал, најдов само 90 дека сум снимал. Не се ни сеќавам. И сега кога ќе слушнам нешто излегваат албуми од вамо, од тамо, од лево, од десно. Се сум заборавил тоа. Тоа била мојата негрижност за која сум јас самиот одговорен. Не сум водел сметка, за разлика од други луѓе што си сечат по новини, си држат артикли и сето тоа си ги чуваат, нели?
Јас не го правев тоа и сега седнав да го правам и да го соберам и викам, значи сум имал доста, јас добро е. И тогаш се осетив малку, викам, добро е, значи имаше едно фино позитивно чувство дека нешто си направил и дека не било за џабе овој цел труд што си го дал како артист, нели? Да, би сакала да ве прашам, бидејќи се приближуваме кон крајот, што правите надвор од музиката? Што е оно што ви инспирира? Што правите во слободно време? Како го минете слободното време кога не вежбате, не работите? Многу тешко прашање. Нема кај мене слободно време. Жена ми вика мене бубалица. Пошто цело време само нешто истражувам, само нешто гледам, само нешто. Водното време, да бидам искрен, како веќе се движам напред, гледам, се повеќе ми е прошетката во природа, шетањето ми е многу интересно, многу ми ме релаксира и ме опушта, значи да пешачам доста километри. Специјална зона јас, каде што многу ме интересира, тоа е авиацијата, воздухопловството. Јас што од мал бев член на аероклуб и правевме модели, макети на авиони. И од тогаш ми остана таа љубов кон авионите. И ден денес ја гаам таа љубов кон авионите, значи некој пат одам на аеродроми, седам и ги гледам авионите, гледам на YouTube нон-стоп некои живи преноси како слетуваат. Значи, јас сум љубител на цивилна авиација. Многу ја сакам цивилната авиација. Живеам на 9-ти кат во зграда и оттаму аеродромот врви и се гледа авионите. Имам еден двоглед и знам многу пати да седнам и само да ги гледам авионите. Имам една некоја пасија, некоја страст према авионите и секој пат кога патувам, пример, јас гледам кој авион е, кој модел е. Значи нема нешто што не знам за тие работи. И тоа ми е таа втора зона, флайт симулатор имам дома, го летам него. Си мислам дека сум пилот некогаш. Али таа генерално ми е таа исто така, овој другарот мој Иван Бејков ме навлече на бицикли, на бицикли и бев многу заангажиран со тоа хоби, па си купив професионален бајк. И тоа генерално возам точак кога е убаво времето, меѓутоа во Канада е 6-7 месеци е снег. Не е снег, ама е ладно. И многу малку време ми останува да возам. Другото време идам во Македонија некои месеци, си купив точак, така ми стои некојаш заробен дома. Да. Би сакала да ве прашам, кој е вашето мислење, каде е местото на џез музиката во светот, колку се оддава акцент на џез музиката во Македонија? Например, би сакала конкретно во светот, бидејќи имате посетено многу земји и имате искуство од кое можете да зборувате, би сакала да ве прашам, бидејќи ние во Македонија мислиме дека секаде, нели, надвор од Македонија стандардот е поголем и дали третманот кон, не кон џез музиката општо, кон било која музика, за разлика од тука во светот е по-добро третирана, за разлика од кај нас? Па да ви кажам право, јас мислам дека џез музиката во Македонија е многу добро третирана. Начинот на кој се практикува свирење џез, значи многу пати јас парем од тоа што го памтам кога бев таму, и тоа што моите студенти ми го кажуваат сега дека свират нон-стоп, некој свири џез, некој свири блуз или било што, меѓутоа се многу ангажирани се во тој поглед. Значи има доста свирење. Сега, финансиски тоа колку е испатливо, не можам да кажам, меѓутоа пак ќе кажам дека пристапот не треба да биде финансиски. Да речеме во Америка и во Канада тука џез музичарите кога свират по клубови свират на тип. Тип е бакшиш, значи тип џар. Јас колку сум свирал, тоа е чудо.
нема пари, се собираме квартет, свириме джез музика и сега солистот оди од маса на маса и собира донација. Колку пари ќе собериш, толку пари ќе си земиш дома. Значи, кај нас пак се доста добро третирани затоа што се платени и има кај да свират. А некоја што свириш джез тука по овие големите држави, по големите градови, не секој расположен джез да има. Значи, джез може да има, ама пари нема да има. Третиране джезот, не велам не, го има секаде, но можем да кажем дека во Македонија не како да кажам, не е забатален, не е ставен на страна, него луѓето го практикуваат и го имат. Поготово сега кога вие како студенти имате кадар и може секаде тој кадар да настапува. Македонија си котира многу добро во прашање на свирење и на перформанси и на платеност. Така затоа не треба никој да се секира затоа што ако свират ќе има добро искуство и ќе се развиваат како музичари. На запад е многу сурово. Знаеш, јас кога дојдов тука во град од 7 милиони луѓе, кај да се јавиш прво, што да правиш, кај да се обратиш. Може да замислиш. Се будиш во понеделник и никој не ти секој си е на своја страна. Значи, западот е многу суров. Треба да си многу спремен и да си готов на било која варијанта. Но пак ќе кажам, нема враќање назад и нема колебање, само напред. I'll sleep when I'm dead, вика некој. Да. Што мислите, што би можело да се промени за подобра афирмација на джез музиката? Подобра афирмација, не знам, мислам дека си е доволно сето прифатено. Знаете, кај мене мислењето е дека музичарите си го одработуваат своето. Значи, ти како студент си учиш, си школуваш и сакаш да си спремен за твојот настап и за твојот испит и за твоето представување и сето тоа. Како би се подобрило кога веќе имаш ти еден едукативен систем кој ти вметнува джез музика, значи таа постои веќе во социјалната форма на функционирање. Сега новинарите се тие што треба малце поиќе да се потрудат, не ќе ни нив да ги потенцирам, меѓутоа тие се, како ги викаат, the gatekeepers ги викаат тука, чувари на вратата, кој ќе влезе, кој нема да влезе. Значи, ако имаш ти луѓе кои ти даваат тебе пристап да правиш поголема пропаганда за джез музиката, тогаш може би ќе има некој поголема афирмација. Инаку сето тоа друго ќе остане на перформанс по клубови, по улици, по евентуално дадени интервјуа или таква некоја форма на израз. Да. За крај, прашањето кое што би сакало да ви го поставам е која порака би ми испратиле на младите и на талентирани нови генерации на джез музичари? Пораката би била таа што јас секогаш ќе давам, значи нема никогаш да се предавате, секогаш да гледате напред, да учите, да истражувате, бидејќи музиката е еден многу убав, голем, отворен хоризонт кој стално ве повикува да го истражувате. И тоа е тоа што треба секој млад да си го постави. Значи да ја сака музиката, кога ја сакаш музиката, кога има љубов спрема нешто, тука веќе не постојат ни калкулации, нели? А ако има задни мисли дека треба да се заработат пари, тогаш веќе проблемите стануваат многу големи. Секој пат треба да биде љубовта. Значи таа отвора пат за секој проблем да биде решен. Колку и да е тешко, треба да бидеш спремен на се, потврдата или признанието ќе си дојде многу покасно. Да. Ви благодарам за што имав прилика да бидете мој прв гостин на подкастот
И благодарам и вас, драги гледачи, кои што не следевте низ цело ова интервју и се гледаме во некоја наредна прилика. Ви благодарам и јас, чест и задоволство, ви посакувам многу успех со подкастот и секој пат да бидете оригинални своји и да стигнете до правите слушатели и љубители на музиката и развитокот на музиката и прогресот на музиката во Македонија.